Гаши вечерва ја чу понудата на Заев, а премиерот барањата на алтернатива, но договор не беше постигнат. Ниту едниот ни другиот не сакаа да откријат по конкретни детали од двојполчасовната средба во клубот на пратеници. За понудите и барањата ставени на маса, како и за следните чекори, викендов ќе одлучуваат во рамки на своите партии, пошто следната недела повторно ќе се сретнат. Според Заев, можното идно коалицирање ќе биде врз основа на програмски принципи. Не разговаравме за ресори, за директори, за министри, заменици министри или слично, освен тоа што беше номинирано, кои би биле евентуално очекувањата нивни, а секако и кои би биле нашите понуди во иднина. Но не разговаравме детали заради тоа што е логично. Прво треба се знаат кои се кадрите, доколку дојде до тоа, кои се отприлика подготвености за преземање на одговорности, не само СДСМ, туку и ДУИ, туку и другите политички партии треба да бидеме спремни, кога каниме некој да ни се приклучи на нас веќе постојните, дека сите заедно треба да отстапиме, тоест да споделиме одговорност заедно со алтернатива. Заявели дека е свесен за поделеноста во алтернатива за влез во владата, но посакува да донесат одлука во негова корист. Мене ми е јасно дека таму е поделена одлуката, односно постојат 50-50 определби на нивните членови на раководството и, впрочем, и вам, тие што следат политика, не е далеко од логиката зашто тоа би било така, затоа што навистина само пред една недела тие беа во постапка да оваа влада падне. И легитимно е тоа, јас го разбирам во тој дел, но истовремено, кога не успеа ваквата иницијатива, гледате, јас почекав неколку дена и испратив поканата за да можеме да седнеме и сега да видиме што правиме понатаму. Јас сакам, како актуелен председател на владата и актуелен председател на Социјалдемократскиот сојуз, алтернатива да се вграти. Гаши пак кажа дека комуницира и со опозицијските лидери Мицкоски и Села и дека ќе ја одбере страната која ќе има подобри аргументи. И ние ги разработуваме двете опции како партија. Првата е да останеме во опозиција и нормално разработувајќи го тој концепт зборуваме за сите детали. И од друга страна, зборувајќи за вториот концепт кој пред нас е на маса и ние сме исправени пред тој предизвик како партија и не го криеме тоа со самиот чин што денеска учествуваме на оваа средба, ние мораме да разговараме сериозно што ќе одлучиме, а сериозно е од мене како председател на партија да имам што повеќе детали за да можам пред моите членови во партијата да разговараме на најсуштински начин за да можеме најадекватно и да одлучиме. Гаши на средбата дојде во придружба на партискиот секретар Беким Сали, за кој се шпекулира дека е против влегување на алтернатива во владата. Премиерот пак беше придружуван од заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски, со што ги подгреа шпекулациите во јавноста дека тој е најсериозниот кандидат кој би можел да го замени на председателската позиција во партијата, но и на премиерската функција.